Замислете што ќе прави премиерот Талат Џафери кога гледаме што прави собранискиот спикер Талат Џафери. Предупредува неговиот довчерашен сопартиец Изет Меджити. Изборот на член на ДИК на предлог на албанската опозиција стана причина власта да прави драма во собранието и на еден начин да бара влакново јајце, за да не се избере член на комисијата. Според Меджити тоа е доказ дека СДСМ и ДУИ се исплашени од голем пораст на изборите и ќе тргнат во обид за изборен фалсификат. Замислете, значи, од законодавна власт кои проблеми ги ствара и може да замислиме какви проблеми може да направи кога ќе биде на функција и технички премиер. И ова покажува и докажува дека се исплашени од избориве, ги чека, значи, казната на народот и затоа посегнуваат по вакви сценарија за фалсификување на избориве, се да има само фер и демократски избори да нема. Во оваа ситуација и со ваков состав ДИК можеби ќе биде и нефункционална, кога после изборите би имало жалби од политичките партии. Според Меджити, токму тоа е и целта на власта. Правната држава е на дно, остана само и изборите, значи, да ги валкаат, а така и почна. Значи, Државната изборна комисија е предвидено председател да е од опозиција и да има 7 члена, значи непарен број за полесно да функционира. Но сакаат нешто друго, значи да остават комисијата, значи Државната изборна комисија со 6 члена и тоа значи може да дојде, значи, често до одлуки кај што ќе биде 3-3 и мора да се оди на управен суд. Меджити вели дека власта сама се заглавува во својата кал, бидејќи секој член на ДИК некогаш бил член на некоја партија, а како пример го даде и Кренар Лога, кој во моментов е министер. Нашиот кандидат што е предложен таму нема никаква политичка функција, затоа има заврено и во нотар и све како што е предвидено по закон, така да не држи ни еден аргумент на господина Џафери. Овој сегашниот, значи, министер за правда до вчера беше член на Државната изборна комисија, така да само се вплеткува во мрежата кој што ја ствара за фалсификување на избориве. Инаку последно за власта голем проблем стана што предлогот на БЕСА, односно Сдружената албанска опозиција, Абдуш Демири во својата биографија напишал дека во минатото бил генерален секретар на својата партија, па поради тоа решија да го блокираат неговиот избор во собрание, иако во моментов нема никаква партиска функција. Инаку Талат Џафери испрати писмо до албанската опозиција најдоцна до понеделник 18 декември да достават свој предлог за член на ДИК, иако веќе имаат предложено.